Ништо, браќа и сестри, не прави човекот без своја волја. Дури тогаш кога прави добри дела, кога му се од Бога благословени тие дела, што правите бе луѓе, бе зошто вака правите? Пушти ме, ајде, се треба да биде, сите памтите тоа, се треба да биде на литургијата погодено. Не може вака да нека е промашување, ако има промашување, ова ви е показател во домот како треба да ги управувате работите. Од тука го трпим, ама гледате дека на литургија не ни е добро. Ако не ни е добро на литургија, не можеме во домот да однесеме добри работи, што ќе однесеме во домот? Од тука гледаме се. Без разлика на тоа кој како мисли, најзначајното дело се врши на литургијата. Имаме и ако сме вака неорганизирана на литургија, можам одма да замислам како е во домовите ваши и во, не знам, во училиштата или некаде каде. Не може да биде неорганизирана литургијата. Литургијата е совршеното нешто на земјата што го гледаме. Друго посовршено, ако постои, тогаш сме ние безсмислени, зошто служиме тука? Тука служиме за да покажеме на цел свет дека најсовршеното нешто е литургијата. Ако во неа немаме редослед, ако во неа не знам, 5 минути јас треба да се местам за да седнам, не треба некој тоа да го осмисли пред време, чекајте како да му го ставам столот на владиката. Тоа е исто во домовите, зошто некаква возбуда имав, зашто така е да почнав проповедта, се учествува со волјата наша, браќа и сестри. Ништо не е без нашата волја. Ако сме словесни битија, се што правиме во животот е во соработка со Бога. Ако човек мисли сам дека нешто прави, од почеток си ја сгрешил работата. Се правиме во синергија, во заедница со Бога. А тоа не учи дека треба да правиме во заедница, во синергија со ближниот наш. Значи, ништо не, ако сам човек се ослонува на нешто, нека е владика како мене, се ќе му пропадне. Делото наше на луѓето е соборно. Ние во собор живееме. Почнувајќи од семејството, понатаму во општеството во кое живееме, завршуваме или почнуваме исте и почетокот и крајот во црквата. Црквата ни е се. И кој ќе научиме дека од тука учиме да дишиме, не обични работи, се учиме во црквата. Односно, црквата има Господ како свое тело. Не затоа што мене ме текнува да бидам најважен во животите ваши или наши, туку затоа што е така. Црквата е смисла на постојањето. Нема црква човек како животните живее. Извинете вака што велам, ама црквата е се. Затоа се од тука почнува. И затоа сум така возбуден кога нешто не е во ред во црквата. Во црквата треба бар да биде се во ред. Тие што се определиле да служат во црквата, треба целосно да се посветени. Не ме интересира ништо друго. Нити општествен живот, нити било што, односно ме интересира посредно, ама најважни сте вие, што сте во црквата овде. Вие сте пред Бога најважни, а не е најважно нешто друго и да ми биде умот, не знам, било каде, а тука да ми недостасува. Тоа е важно, да го имаме сите во знаење. Тоа кратко сакам да проповедам секогаш на преждеосвештената литургија, меѓутоа само ова да го додадам.
Иако се ова доса беше непредвидено, ако одеше по еден друг ток, сета работа сосема друго нешто ќе ви кажува. Но испровоцирано се ова што се случува како неред, не може. Прежде од свештената литургија и за мене се служи неколку пати во годината. И за мене е репер. Ако не ја знам неа, како ништо да не знам во животот. Значи, затоа што се служи само во овие денови. Еве денес торпат служиме прежде од свештена литургија. Тоа сакам да го речам, оваа литургија се вика претходно осветена литургија. Значи, даровите на оваа литургија сме ги осветиле или во саботата, или во неделата претходни, на канонска литургија кога имаме. Сега не се служи, иако се вика ова литургија, ама претходно се додава еден збор, претходно осветена литургија, што значи агнецот, што е најважно, од кого се причестуваме, не е осветена оваа литургија и не се осветува на оваа литургија, туку се осветува на литургијата претходна. А претходната литургија целосна беше во неделата. Тоа е разликата и затоа многу е убаво што го држите постот и првава недела и кој го држи целиот пост уште поубаво. Ама едно да потенцираме. Значи, ова не е канонска литургија на која, како што служиме утре на Тодорова сабота или во недела, што ќе биде на недела на православието. Затоа добро би било да го имаме во предвид сето тоа, по однос на тоа што тие еднаш во годината се причестуваат, да се причестуваат на канонска литургија. Тоа значи или во сабота утре, или во недела. Не е тоа, јас испостив 5 дена, друг ќе рече 6 дена, друг ќе рече 7 дена. Оваа литургија и во средата, јас служев, веројатно некои видоа, и денес во петок, и секоја недела имаме во среда и во петок прежде од свештена литургија. На таа литургија се причестуваме од што немаме друг избор. Не служиме од понеделник до петок литургија, туку служиме прежде од свештена во среда и во петок. А во сабота и во недела служиме сите овие недели. И втората, и третата, што ќе биде канонска литургија, како што служиме и другите денови. Што значи, причестувањето наше убаво е да го програмираме да се случува на канонска литургија, на ова литургија, што е, ќе рече некој, помало, ништо не е помало. Меѓутоа, на оваа литургија се причестуваат повеќе оние кои сватиле, стигнале, значи, до тој степен, дека не можат без Христа. Малку имија во сабота и во недела се причестуваат. И се причестуваат и во среда и во петок. За нив фактички тожи ме гледате, ова прва недела има доста луѓе во црквата. Ама во другите недели, во другите седмични денови, среда и петок, не знам дали ги има толку луѓе. Ќе доаѓаат само оние што сватиле дека не можат без Христа, а тие се малку. Тие ќе сватиле дека не можат без Христа ни да дишат. Тие ќе се причестуваат и во среда и во петок. А другите ќе се причестуваат во сабота и во недела. И тоа не е малку. И еднаш во седмицата се причести човек е доволно. Ама да се трудиме секогаш правилно да ги разбираме работите. Зашто ова има прича, вистина, сите ќе се причестиме, и јас ќе се причествам, ама е литургија со претходно осветени дарови. Не е литургија, значи, на која ги осветуваме даровите. Тоа разлика да ја правиме сите.
и да знаеме кога да се причестуваме, односно во кои денови е поблагословено тоа да го правиме. Да сте здрави и живи, милоста Божја да биде на вас, да ве чува и да ве храни во сите дни на вашиот живот.